А денеска би започнале вака со едно прашање. Дали често пати сонувате? Оние кои што се задолжени за таа проблематика, иако сонот е многу неистражено поле, велат дека нема вечер кога не сонуваме, нема ног кога не сонуваме, но не се секаваме на тоа што го сонуваме. Јас да ви кажам, многу ретко да се секавам на воопшто нешто што сум вишел на сон. Се секавам, мислам, не можам да го заборавам, тоа беше сон кој што го видов, значи тоа е еден од ретките впечатливи сонови, значи зборуваме за впечатлив сон, со детали кои што се уште ги памтам, беше уште пред воопшто да ја запознавам вистината. И да, тој сон на некој начин ми помогна да ја пронајдам вистинската црква, ама јас си го протолкував тогаш, според толку колку што знаев, а не знаев скоро ич, малку поинаку, така да покрај црквата, што ја пронајдов, направив и една грешка. Тоест, сонот имаше влијание врз мене да направам таа грешка, така да денеска, до ден денеска, мислам, стварно нешто силно треба да се случи, да сонувам, за да стварно го сватам како порак од Бога. Инаку, значи, не си давам да пак направам некоја грешка. Тоа не значи дека Господ не работи преку други, токму преку сониште. Е факт, ние имаме пример од Библијата, дури и преку сонот на еден незнабожец. Господ ја предвидел, ја кажал историјата се до ден денешен и до самиот крај всушност. Денеска решив, се сеќавам на еден впечатлив сон, ама тоа не е мој сон кој што го прочитав во духот на пророштво. И кој што по подолго време, случајно или не, го пронајдов, мислам, не сум седнал, веројатно, здраво да го барам, пошто денеска со компјутерите многу лесно ќе го пронајдете, меѓутоа, ете така, требало да биде веројатно. Тоа е еден сон, еден значаен сон, како што вели овде, меѓутоа ќе кажам впечатлив или импресивен сон, кој што го сонила сестра Елен Вајт на некаде околу 40 на години своја возраст, поточно 1868 година во Бател Крик го сонила сонот, и за кој што сон, таа самата, при самиот крај вели, овој сон не е потребно да се објаснува, што кој е јасен. Тој остави толкав впечаток на мојот дух, што секој детал кој го видов во него, ќе се појавува пред моите очи се доека ми служи помнењето. Значи, навистина впечатлив сон. Инаку, на неколку места се наоѓа, меѓутоа можете да го најдете во вториот том на Сведоштвата до црква, мислам дека беше 392 страна македонското издание, од второто сведоштво. Така да за денеска решив да го разгледаме овој сон и да, може би не треба кој знае колкаво објаснување за овој сон, што Елен Вајт го видела, затоа што работите самите по себе се јасни, но веројатно таа, кога го кажала тоа, го мислела на групата верници во тоа време, кога навистина бдееле над своите Библии, кои што навистина биле внесени во Божјата реч, па и не морало многу да им се објаснува. Не знам што би можеле ние да кажеме денеска, после 100 и кусур години од тој сон, не знам колку ние бдееме над Библиите и може би, треба да се подсетиме на овој сон, може би некој од вас го има прочитано и го знае, тој прилика да се подсети, ќе се подсети, а оној кој што може би никогаш не го прочитал, ќе слушне денеска за што станува збор. Па е вака, значи, кога во август 1868 година бев во Бател Крик, сонував дека се наоѓам во една голема група на луѓе. Еден дел од тоа мноштво тргна на пат. Значи, голема група на луѓе, но еден дел од таа голема група на луѓе тргна на пат. Значи, уште на самиот старт, можеме да кажеме дека Евангелието се проповеда денеска уште повеќе можеби од тогаш.
сакам да кажам поголем обем, може би со различни модерни средства и така натаму, но не секој се одзива на тој повик. Знаете, со сила не можете ни татко роден, ни син, или било што, да го доведете кај Господа. И очигледно дека овие кои што тргнале на пат, меѓу кои Елен Вајт, се подготвиле, знаете, за да тргнете на пат, и тоа долг пат, ви е потребна подготовка. Значи, треба по некоја торба, така да спремите нешто, алишта или било што, тргате на пат. Ки се сетам кога јас, првиот пат летнав за Шведска, за Гетеборг, 2 торби, така добро наполнети, понесов, и бев шокиран кога во Гетеборг се симнав, кога јас бев таму, читав, здрав, хвала на Бога, после првиот лет во мојот живот, ама торбите не ми стигна. И беше проблем, неколку дена, првите 4-5 дена, јас немав во што да се пресоблечам. Не може човек да се истушира, не може без резервна облека, и ме зафркава романците, поготово таму, кои што беа некои од студентите, багаж, на тој начин значи се исмеваа со мене, меѓутоа багажот стигна после 4-5 дена, малку пропастен, мислам, на торбите, но како и да е, не се жалев, затоа што тоа беа бугарски некои торби, со некој понизок квалитет, така да не ми беше ни толку битно. Значи, да се вратиме на сонот. Значи, еден дел од тоа мноштво тргна на пат. И еве го, имавме преполно, тешко натоварено возило. Багаж. Станува збор за запрежно возило, водено од коњи. Знаеме во тоа време. И знаете, кога доаѓаме кај Христа, сите доаѓаме со некој си багаж свој. Ке се сетам, не е битно тоа. Од едната страна на тој пат се наоѓаше длабока бездна. Значи, веќе на старт, ни станало јасно дека овој пат е опасен, ризичен, може лесно да се случи да погинете. А од другата страна се издигаше висок, мазен, бел ѕид како цврст малте. Во ред, продолжуваме понатаму. Колку повеќе одминувавме, толку патот стануваше потесен и пострмен. Подосна ќе видиме, меѓутоа јас уште сега ќе спомнам, знаете, кога по тој тесен, стрмен, трнлив пат одите, имате Божие водство. Овој дел од цитатот само кажува дека колку повеќе одите, значи напредувате на тој пат, толку повеќе се соочувате со нови незгоди, меѓутоа тоа Господ го допушта затоа што вие веќе сте посилни од тоа што сте биле порано. Барем така треба да биде. А јас се извинувам, значи ова сега ми дојде во мислите, знам дека го прескокнав, ова е мал дел, меѓутоа битен. Одевме, вели, постојано нагоре. Тоа е патот, тоа е правецот по кој што ние како христијани треба да одиме. Постојано, константно, но постојано нагоре. Затоа што нашиот дом е, како што брат Зоран знае често да се изрази, таму горе. Значи, колку повеќе одминувавме, толку патот стануваше потесен и пострмен. Во некои од списите, значи, кај што се повторува овој сон, е наречени, значи, онака ќе парафразирам, патување по тесниот пат, така некако гласи насловот. Овде е еден значаен сон или еден впечатлив сон, ќе кажам јас, или импресивен. И продолжува понатаму. На некои места беше толку тесен, што не можевме понатаму да патуваме со натовареното возило. Багаж. Кога тргаме по тој пат, од ден на ден, се повеќе и повеќе сваќаме дека багажот, што е со нас, треба полека да го оставаме. И еве сега ќе го кажам тоа, значи сега е местото. Се сеќавам кога со брат Делчо проучувавме, и тоа во мојот дом баш, во Свети Николе, и знаете како е на почетокот. Барем така ни беше изнесувано, верувам дека и на вас повеќето, може би не е најсоодветен начин е тоа како треба да се проповеда Евангелието, меѓутоа како и да е,
не треба, ова не смееш, тоа. И јас му реков, брат Делчо, се, немој да ми дираш во касетите, во музиката. Тоа не. Значи, бев спремен, од тој багаж да не се откажам, тоа ќе го носам со мене. Не баре ќе слушам и тамо горе. Ама, тоа е почетокот, тоа се почетоци. Значи, станува се потесен патот, така што да видиме кај сме. Не можешме понатаму да патуваме со натовареното запрежно возило. Затоа го оставивме возилото, зедовме еден дел од товарот, значи ги натовариле коњите, ги одврзале коњите, одвариле на коњите, еден дел од товарот, се уште има присутен товар, багаж, го натоваривме на коњите и така го продолживме патот. Ова е инаку патувањето, ако досега не ви е јасно, ова е патувањето на Божиот народ кон небото, кон небесниот град Иерусалим. Ова е еден сон, каде што Елен Вајт, значи ова не е она прва нејзина визија, каде што исто така, кој што е запишена во рани списи, каде што исто така таа го барала Божиот народ, па слушнала глас, погледни таму горе, па го видела како. Не, ова е нешто слично, меѓутоа многу по-детално и затоа и овие детали ми останале во сеќавање мене, уште кој знае, 97-8 може би сум го читал ова и не можев да го заборавам навистина, затоа што навистина е впечатлив сон. И продолжуваме понатаму. Продолживме по патот. Патеката стануваше се потесна и потесна. Бевме принудени да се припиваме до зидот, сеќавате од едната страна имало еден висок зид, бел, за да не се лизнеме од тесната патека во стрмната бездна, че секојаш постои опасност да се лизнете. Патот на христијанинот не е баш едноставен. При тоа товарот на коњите го допираше зидот и опасно не занесуваше кон бездната. Значи багажот што го носите со себе може да ве втурне во бездната, ако не го оставите. Мислам, како што кажаме, овде не треба многу објаснување. Секој од нас може би има уште по нешто од багажот, верувам дека имаме. Стравувавме дека ќе паднеме и ќе се распарчиме од карпата. Тогаш ги пресековме јажињата на товарот и товарот се стркала во бездната. Таму му е и местото. Ќе видите што е после бездната. Ги пресекој јажињата, се стркала во бездната товарот. Знаете, кога велиме дека ништо не можеме да однесеме горе, ама баш буквално ништо не можеме да однесеме горе, освен ова тука. Тоа е тоа што Господ го сака, тоа е тоа што треба да му го предадеме и тоа е тоа што ќе го однесеме. Значи ги пресековме јажињата на товарот и товарот се стркала во бездната. Ние продолживме да јаваме, значи на коњите се уште, а кога би наишле на тесни места на патеката, стравувавме дека би можеле да загубиме рамнотежа и да паднеме. И сега внимавајте. Ова е првиот момент каде што влева надеж дека на една таква патека може да се успее. Во такви моменти, значи кога губевме рамнотежа, со други зборови, како некоја рака да ги земаше уздите на коњите, водејќи не по опасниот пат. А ако не е таа рака, одамна ќе бевме во бездната. Фала на Господа. Значи, некој не води тесен, трнлив пат. Да, малкумина го наоѓаат, вели Светото писмо. Широкиот пат, има многу народ на широкиот пат. Ама на тесниот, на тој опасен, тежок пат, имаме сигурна рака воделка. Господовата. Продолжуваме. Бидејќи патеката уште повеќе се стеснуваше, одлучивме веќе да не јаваме. Значи, вишок се веќе и коњите. Ги оставивме коњите и тргнавме пеш еден по друг. Еден по друг, значи, толку е тесно веќе да не можете двајца вака. Еден позади друг. Во тој момент, од врвот на чистиот бел зид, значи во тој момент, кога веќе опасноста е уште поголема, видите што се случува. Од врвот на чистиот бел зид беа спуштени тенки јажиња.
уште еден момент кој што многу охрабрува. Ние бргу се фаќевме за тие јажиња, за со нивна помош да одржуваме рамнотежа на патеката. Човек е толку тесно да, не знам дали сте некојаш имале прилика, меѓуто како детиште, каде не све акавме тамо по Мавровица, таа наша река тамо и какви се не места поминувавме и навистина се најдете во една ваква ситуација да нема кај да сгазнете, не знам дали ќе се осудите да сгазнете, да поминете тамо, па камоли да тргнете. Значи треба да имате баш некои посебни способности, планинарски да не кажам. Но, овде ја гледаме помошта, јажиња. Вели овде тенки јажиња, на почетокот се тенки, ќе видиме понатаму. Ние бргу се фаќевме, значи, за тие јажиња и така одржувавме равнотежа. Како се движевме, така и јажињата се движеа со нас. Никогаш не сме оставени сами на себе. Никогаш. Патеката конечно стана толку тесна, што заклучивме дека е посигурно да се оди без чевли. Така ги соблековме чевлите и извесен период одевме без нив. Се што е вишка, значи, буквално, дури некои, ќе кажеме, неопходни нешта, во случајов треба да се остави, ако сакате да продолжите по таа патека. Набрегу видовме дека посигурно ќе патуваме без, што мислиш што следи? Без чорапи. Боси. Ги сооблековме и чорапите и го продолживме патот боси. Тога се сетивме на оние, внимавајте сега во овој дел, тога се сетивме на оние кои не се навикнале на лишување и на тегови или на жртва, на самопожртвуваност, со други зборови. Каде се наоѓаат таквите во овој момент? Се сетиле на некој од своите ближни. Тие не беа во нашето друштво. При секоја промена, значи при секоја стеснување, при секоја нова опасност, тие заостануваа, а патот го продолжуваа само оние кои беа навикнати на тегови, на самопожртвуваност. Тешкотиите на патот кај таквите само ја зголемуваа желбата, значи на оние кои што се самопожртвувани, ја зголемуваа желбата што побрзо да стигнат до крајот. Дали сме ние меѓу таквите? Дали ние едва чекаме да дојде крајот? Опасноста да паднеме во бездната постојано се зголемуваше. Значи опасноста е секојаш тука и секојаш поголема и поголема. Ние уште повеќе се припивавме до белиот зид. Бидејќи патеката толку се стесни, што не можевме да стоиме на неа, ниту со половина стапало. Уште потесна. Ниту со половина стапало. Меѓутоа не ги забравајте јажињата, се тука кои што се од голема помош и кои што се од помош за да се одржува рамнотежата. Тогаш, речи си со сета своја тежина, внимавајте, овој момент е битен, речи си со света своја тежина се подпревме на јажињата. Никој од нас нема да успее ако се подпре на своето стапало, барем и половина или на својот прст најмалецок. И целосно треба да се подпреме на јажињата, а ќе видиме што е тој, од каде доаѓаат. И видите, тогаш речи со сета своја тежина се подпревме на јажињата велејки, имаме поддршка од озгора. Имаме поддршка од озгора, уште еден пат. Викале таа група на луѓе. Без таа поддршка не е возможно да се стигне таму каде што сме тргнале. Сите кои се наоѓаа на тесната патека ги повторуваа овие зборови. Знаете, еден после друг оделе и веројатно било потребно и значајно да се повторуваат тие зборови за да стигне и тоа и до последниот и до секој нареден. Затреперивме кога од бездната, внимавајте сега што е бездната и што се слушнало од бездната. Затреперивме кога од бездната слушавме гласови на веселба и лудување. Слушнавме вулгарни шеги, клетви и ниски порочни песни. Слушнавме воени песни и забавни мелодии.
Слушнавме музика и гласна смеа помешана со пцости, извици на страф и горчливо лелекање, и повеќе од кога и да е, грижливо се држевме за тесната, напорна и тешка патека. Пазите, таа патека е високо горе, долу е бездната, долу е забава, пирување, пцости, гадости, лелекање и соли уште не. Божиот народ треба да биде високо на таа бездна, која што, че ако не тргнеме по тој пат, ќе не изеде, буквално. Не треба ни тука многу да се коментира, навистина сонот е јасен. Значи, откако тоа го виделе, уште повеќе, со поголема грижа, погрижливо се држевме за тесната напорна патека. Ако веќе сме тргнале, како беше онаа песна, ќе те следам, мој спасе до крајот. Ако веќе сме тргнале, треба да одиме цврсто, храбро, со Божја помош и Божја подршка. Подршка имаме од озгора. Да не се осврнуваме воопшто како Лотовата жена во светот и во сите тие глупости, во сите тие, во целата таа суета всушност. А ние сме поблизу отколку што сме били вчера, а па да не зборувам пред 5-16 години, кога јас или пред 20-30 некој од вас станал, тргнал по тој пат. Често бевме принудени со сета тежина да се подпираме и на јажињата кои се затегнува ако го одевме понатаму. Сигурност. Затегнато јаже, знаете, кога е затегнато е многу се посигурни со целата своја тежина, знаете дека е цврсто, дека можете, а некој е лабаво, некој е несигурно. Не е исто. Значи, се подпиравме со целата своја тежина, целосно предадени на јажето, на силата на јажето. Забележав дека белиот зид, значи вели Елен Вајд, беше испрскан со крв. Сега и овој момент исто многу битен. Таа гледка во мене предизвика чувство на жалење, но тоа чувство траеше само еден момент. Зошто? Затоа што набргу сватив дека се е онака како што треба да биде. Оние кои веќе не следат, ќе знаат дека други тргнале по тесната патека пред нив и ќе увидат дека кога други можеле тука да продолжат, тоа можеме и ние, тоа можат и тие позади нас. Знаете, многу е полесно кога некој ќе ви го изгази патот. Најтешко му е на тој што прв ќе тргне. И еве сега ми доаѓа во мислите пак оној повик првичен до мене, кога јас бев единствениот во Свети Николе, кој што ја прифатив светлината и ете, може би се двоумев се уште дали да тргнам по тој пат. И кратко после тоа се разочарав, затоа што сум првиот. Тоа делуваше. Меѓу другото, тоа делуваше. За да после, кога се крштевавме, бевме четворица, неколку пати сум ви го кажувал тоа, значи, одеднаш некако Господ не собра, веројатно, на тој начин, знаејќи дека ќе ми даде и мене сила, значи, поттик. Не си сам. Беше и Делчо, меѓутоа Делчо во Горобинци, зборуваме за Свети Николе, градче од 20.000 и сега вие се правите најпаметни, не знам, нешто. А уште слушате секакви гласови од страна. Како и да е, значи, кога ќе се сетиме на, ќе кажам, големите револуционери, реформатори, и на тоа што се тие поминале, наистина е полесно. Земете големата борба и храбрете се од тоа како се држале Јан и Хус, како се држал Мартин Лутер, посебно тие две глави, неверојатно ме инспирирале и ме инспирираат ден денеска. Значи, меѓутоа тоа чувство траеше само еден момент, бидејќи набргу сватив дека се е онака како што треба да биде. Оние кои ќе не следат, ќе знаат дека други тргнале по тесната патека пред нив и ќе увидат дека кога други можеле тука да продолжат, тоа можеме и самите ние и останатите да го направат. И кога крвта ќе тече од нивите раните нозе, тие нема да паднат од обесхрабрување, затоа што се боси, внимавајте,
по тие спили, да кажам, карпи, како се не бил тој пат. Значи, кога крвта ќе тече од нивните раните и нозе, тие нема да паднат од обесхрабрување, туку гледајќи ја крвта на зидот ќе знаат дека и други претрпеле исти маки и поминале од тука. Се ближиме кон целта. Конечно дојдовме до една голема провалија, со која завршуваше нашата патека. Замисли си, завршува патеката и сега провалија. Затоа ли сите овие маки? Некојаш сте се запрашале, може би сте се нашли во, да не кажам така, значи фигуративно пред некоја провалија, буквално во својот живот. И ќе се речете, 20 години затоа ли, Господе? Не се обесхрабрувате никогаш. Секојаш е тука поддршката, не ја заборавајте таа поддршка и тоа јаже од озгор. Значи, конечно дојдовме до една голема провалија со која завршуваше нашата патека. Немаше повеќе ништо на што би можела да застане ногата и да се потпре. Ова е тоа што нам не е потребно. Никаква потпора, никаква земска потпора, велат многу цитати на Елен Вајд, ќе дојде време кога нема да имаме никаква земска потпора. Може би некој од нас сам ќе биде таму, ќе мора да се бори со вааловците. Наша единствена потпора од сега мора да биде јажето, чија дебелина толку се зголеми што стана како нашето тело. Господ ни додава, знаете, полека вера по вера, малку по малку, и тогаш кога ни е најпотребно, највеќе. Толку е добар. И постепено и стрпливо не води по тој пат. Овде застанавме во очај, значи пазете, и покрај јажето, и покрај се, голема бездна, како црвеното море да е пред вас. И овде застанавме, вели, во очај и се прашавме со шепот, полн со страв. Зашто е прицврстено јажето? Значи, видите таа човечка природа, слабост. Зашто е прицврстено јажето? Па цело време со јажињата се држале, да не кажам. Зашто е прицврстено тоа јаже? Затоа што се не станува збор за тесен пат, него бездна. Знаете, требате малку да се залудате сега, замислите си Тарзан, не знам. Индиана Джонс. Треба да се залудате, значи треба да поминете таа бездна со помош на тоа јаже. Јажето е бајаги дебело, сигурно, посигурно здравје, може да кажеме. И сега се прашуваат во страв, во очај, зашто е прицврстено јажето? Мојот сопруг се наоѓаше пред мене. Елен Вајд гледа својот сопруг. Од неговото чело капеа крупни капки пот, вените на неговиот врат и на слепоочниците двојно се зголемија, а од неговите усни допираа придушени воздишки, полни со ужас. Не бил лесен патот, за да изгледа така како што изгледа, нели? Од моето лице, се свртува кон себе, вели, од моето лице капеше пот и јас чувствував страв, како што никогаш порано не чувствував. Ни престоеше страшна борба. Пред самиот крај, страшна борба. Ние сме на самиот крај, драги браќи и сестри. Меѓутоа нам ни престои страшна борба. Ние само со вера можеме да успееме, никако поинаку. Со помош на тоа јаже. Кога овде би попуштиле, вели Елен Вајд, сите тешкоти на нашето патување биле напразни, биле залудни. Зошто толку години? Па можевме барем да уживаме во светот. Ако може да се нарече уживање. Пред нас, и сега видите го охрабрувањето. Кој знае колку пати во животот така, значи ќе ти дојдат некои црни мисли и веднаш после тоа Господ е тука да те охрабри, да те подсети дека е со тебе. Еве што виделе. Од другата страна на бездната, таа бездна не била бесконечна. Пред нас од другата страна на бездната се наоѓаше прекрасна пољана со зелена трева. Не го видов сонцето, че имаше светлина, ама не од сонцето. Не го видов сонцето, но блескави, благи зраци на светлина, кои наликуваа на злато и сребро ја позлатуваа пољаната. Сега, вклучете ја својата фантазија, имагинација, па ако можете, дочарајте си го тоа што го видела Елен Вајд. Мислам,
Јас колку пати ги кажам, често пати знаеме да почнеме, знае тоа дома да се случи, ето, ќе се собереме некојаш и ќе се развие дискусија за тоа како ќе било на новата земја. Абе, луѓе, што око не видело, што уво не слушнало, а ние сега ќе дискутираме како ќе било. Што на памет не му дошло на човек, значи сето ова што денеска ќе го дискутираме, или ќе го кажеме сега за тоа како ќе изгледа, тоа мама благе везе нема со тоа како ќе биде. И ова е само можеби обид, мал, ситен обид да се дочара тоа. Ништо што видов на земјата, вели Елен Вајд, не можеше да се спореди со убавината и сјајот на таа пољана. Еве го. Ништо. Поредба. Меѓутоа бездната штрчи. Е пред вас. Но, ќе успееме ли да стигнеме до неа? Е прашањето. Што мисли, ќе успееме? Кој истрае до крај? Како? Без никаква потпора, ослонувајќи се на јажето. Се прашувавме. Повторно ги слушнавме зборовите. Што го држи јажето? Еден момент се колебавме дали да се обидеме воопшто. Потоа извикавме. Наша единствена надеж е да се потпреме на јажето. Нема друго чаре. Ете, некојаш Господ ќе не доведе во таква ситуација за да поттикне, за да се роди вера во нас, да сватиме дека ништо не е до нас, не е до нашите напори, туку дека се е до Него. Тогаш расте верата. Сомнежот и верата не идат едно со друго и гледаме сега тука борба. Сомнеж и еве го извикот. Наша единствена надеж е да се потпре на јажето. Тоа беше наша потпора за време на тешкото патување. Пазете сега, се подсетува дека тоа исто јаже ги водеше за време на патот. Ајде сетете се сега на еден цитат од Елен Вајд. Ние не треба да се плашиме за нашата иднина, освен ако заборавиме како Бог не водеше во минатото. Не заборавајте, никојаш, подсетувајте се, затоа и некојаш не е лошо, не мора да е некое свежо искуство, може да се каже искуство, од пред 10, 15, 20 години, затоа што тоа многу храбри. Значи, тоа беше наша потпора за време на тешкото патување. Тоа нема да не изневери ниту сега. Никојаш не е изневерило, ви изневерило некојаш Господ да ве праша. Абе и лјадници души ви изневериле. Во тој што е до вас, не можете да имате целосна доверба. И времето уште потешко доаѓа. Нема да знаете што може да ви се случи. Па слушаме разни стории и случки. Како беше сега скоро, не ми текнува, свештеник, така, кој што се заветувал на сиромаштво, украл 4 милиони евра. Време, мисламе да католички, време во кое што живееме, во кое што ѓаволот не ги штеди сите последни своји напори да не заведе на било кој начин. Верувајте дека е време кога навистина треба да бидеме максимално внимателни и насочени кон горе, држејки се за јажето. Се уште се колебавме и очајувавме, се уште, и покрај тоа што рекле, јажето не водеше цело време. И тогаш беа изговорени зборовите. Бог го држи јажето. Ако Бог го држи јажето од едната страна, а вие од другата, што е јажето? Кажавме неколку пати. Верата. Фати се, вели, на едно место Елен Вајд, што е верата? Верата е да се фатиш за неговото ветување, за неговиот збор и да веруваш дека тоа е така, како што кажал. Тоа е вера, најпросто и наједноставно. Како мало детенце, како викаме, нели, они се Исус вика, слободно пуштете ги, за нив е Царството Небесно. Затоа што се што ќе му кажеш, го прима и готово. Тоа е тоа. Сега зборуваме за вистинитите нешта. Што можеш многу лесно и да манипулираш со мало дете. Па затоа и оние Павле вели кои што се уште на млеко, многу лесно ги дуваат различни ветришта на нови науки.
Меѓутоа, ние треба да сме на цврста храна и на цврсто тло. Тие зборови ги повторија оние позади нас и додадоа. Тој не водеше толку сигурно. Значи, цело време Бог не водеше. Тој нема да не напушти ни сега. Дали го верувате ово? Да, последно време, некој може би во економска тешка ситуација, некој, не знам, може би жената го остава, мажот го остава, ја остава, не знам што се може да ви се случи, но дали верувате дека Господ е денес со вас, како што бил и вчера и завчера? Не треба да губиме вера. Ова е многу јасен сон, не треба многу да се толкува, меѓутоа утепавме половина и повеќе саат, мислам, се извинувам на изразот. Не е ни малку утепано тоа време. Тоа време е како корисно. Значи, тој нема да не напушти и сега. Тогаш мојот сопруг, верата, прескокна преку ужасната бездна, со помош на јажето, нормално, на прекрасната пољана од другата страна. Јас прескокна веднаш после него. О, какво чувство на олеснување и благодарност кон Бога почувствувавме во тој момент. Значи, нам нема да ни олесни, да кажеме така, се додека не се најдеме на другата страна од бездната. Борба до самиот крај. Слушав гласови кои победоносно се издигаа во слава на Бога. Бев срекна, совршено срекна. Тоа е крајот на сонот. Дај Боже да ние бидеме совршено срекни, да се најдеме од другата страна на бездната, патот е тежок, патот е трнлив, стрмен, и тоа јажето е тука, Господ го држи јажето, Господ е тука, не попуштете. На крајот се пробудив, вели, се разбудив, чувствувајќи дека секој нерв во моето тело трепери од стравот кој го преживеав, преминувајќи ја тешката патека. Некоја сте се разбудили, може би, од некој, да не кажам, на налик на кошмарен сон, треперите целите, вознемирени. Меѓутоа, овој сон, вели, не е потребно да се објаснува, тој остави толкав печаток на мојот дух, што секој детал кој го видов во него, ќе се појавува пред моите очи, се додека ме служи помнењето. И навистина, јас можев едноставно да ви го прочитам и да не губиме многу време, не треба многу објаснување, ви тоа после ќе речете, па овој џабе зима плата. Се потреба нешто да каже. Нека му е слава на Бога, навистина, ова е нешто што ќе ви кажам после години, значи 97, 2013, 16 година, јас може би сум го прочитал пред 3-14 години. И дури вчера или завчера беше, се заангажирав, да ми светна, така, Господ, веројатно преку Светиот Дух, ме инспирираше да го пронајдам и да, ете, малку продискутираме околу овој навистина, значи, навистина впечатлив сон. Нека навистина остане оваа слика во нашиот ум и храбро напред. Нека му е слава на Господа. Амин.